Здраво, драги пријатели, и добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и на барање на ваше прашање денеска одговарам, а тоа е тема поврзана со повторно вежбање и тема поврзана со тоа да колку можеби од времето кое што го поминуваме во теретана е доволно, а конкретно прашањето како изгледа ќе го погледнеме сега. Одлично прашање, повторно заборавив кој само го поставили, со кого разговарав по ова прашање. И всушност и минатата недела со една девојка која што професионално игра, се надпреварува во кошарка. Разговаравме за тоа и ми кажуваше како изгледа нејзиниот ден и всушност колку многу посветува време на вежбање. И мојот став беше дека тоа е премногу и дека телото не може да постигне за да се регенерира и да практично секој следен пат и тренинг биде се подобар од претходниот и да кондицијата и можноста на телото да постигнува поголем интензитет и мускулите можеби да растат, да практично и го прават тоа. И на што всушност мислам, многу луѓе, особено кога можеби во овој период кога сакаат малку повеќе да го убрзаат процесот на добар изглед, на слабење, на зголемување на мускулна маса и правење на мускулен тонус, многу често се забораваат од посветување на време во фитнес центри, во вежбање, во трчање. Често знаат да прават една дисциплина после друга, не знам, да одат во теретана и да вежбаат можеби фитнес, па потоа да имаат уште пола саат кардио, трчање и така натаму, се со цел да можеби потрошат повеќе калории, да можеби направат подобар мускул, но телото не функционира така. И на телото, особено на мускулите кои што доживуваат многу микро повреди, односно кинење на мускулните влакна. Исто така кардиоваскуларниот систем и нормално сите системи кои што се напрегаат за да го обслужат тој напор и да го регенерираат телото после тој напор, не можат да постигнат доколку вие давате преголем интензитет и тоа се случува многу често. И ако ме прашувате колку време треба да се посветува во теретана, тоа не, или во било каков друг фитнес центар или дисциплина која што вие вежбате, според мене тоа не треба да биде повеќе од 45 минути и не е во времето вие кое што го посветувате во фитнес центарот, туку е во што вие всушност ќе направите во тоа време кое што е потребно за да извежбате. А тоа не треба да биде ни саат и пол, ни два, туку според мене пак ќе речем дека е добро да биде 45 минути, од кои што можеби претходно 5 до 10 минути ќе биде загревање, на крај 5 до 10 минути истегнување, но високо, односно добар интензивен тренинг би требало да заврши максимум во 45 часа. Она на кое што треба најголем фокус да се даде е 45 минути, и она што најмногу треба да се даде фокус е исхраната, затоа што исхраната ќе биде одговорна за регенерацијата на вашето тело, односно на вашите мускули после вежбањето. Сега, дали како да знаете кога е доста и дали секој тренинг можеби, ако не почувствувате воспалување на мускулите и умор е узалуд тренинг, мојот одговор е дека не е точно и дека не секогаш можеби треба вашите мускули да се воспалат и не секогаш треба да ви се спие можеби следниот ден и да се чувствувате можеби не окей. Таа грешка, најчесто нечувствувањето на енергија и чувствувањето на воспаление на мускулите е најчесто грешка во исхраната, грешка во одморот и можеби грешка во вежбањето и неконтинуитетот кој што го имате во вежбање. Конкретно јас во изминатиот период немав континуитет во вежбање и најчесто се случуваше после секој тренинг да имам 2 до 3 дена на болки во мускулите, бидејќи знам дека дека одмарам, секогаш спием 6 до 8 часа, знам дека исхраната ми е добро, но болките во мускулите дефинитивно беа поради мојот неконтинуитет на вежбање, така да не се секирајте дека вашето тело не постигнува напредок доколку не се чувствувате уморни, доколку не ви се воспалени мускулите, и тоа не е показател дека треба да се задржите повеќе во фитнес центарот. Напротив, пак ќе речем 45 минути и е важно што ќе направите вие во тие 45 минути, и можеби некој од вас ако професионално вежба и има 2 тренинга дневно, нека гледа тоа да бидат раздалечени временски, односно
односно едниот да биде утрински, можеби кардио, навечер да има тежинско вежбање, за да има простор измеѓу во денот со добра исхрана телото да постигне регенерација и повторно да наполни батерии за да биде успешен и вториот тренинг во денот. Така да не знам дали ми ги разбравте поентите и бев доволно јасен по ова прашање, али доколку некој од вас можеби се мачи по оваа тема и му треба помош и му треба одговор, слободно нека ме контактира или нека контактира лице кое што е директно насочено во фитнес и кое што навистина му е вежбањето главна определба и практично и од тоа живее. Така да, дечки, од мене за денеска толку. Фала ви уште еднаш за идеите и интеракцијата која што ја придонесувате во оваа заедница. Се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам убав ден и здрави животни навики. Чао, чао!